Добре дојдовте во уште едно издание на рубриката да си кажеме во утринската програма на Телма. Ова утро ќе зборуваме за националниот спорт број 1 во Македонија, кој за жал повеќе не е фудбалот ниту ракометот, туку веројатно коцкањето. Да, имено еден застрашувачки податок вели дека половина милиарда евра годишно се губат на коцка во државава, односно толку промет вртат обложувалниците и казината во земјава и доволно како провокација и како причина да го најавам мојот денешен гостин, а тоа е господинот Јуши Емурлау од движењето Антикоцкање. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Фала и на вашата покана. Добро утро. Господин Јуши, најавивте пред една недела дека ќе ги обелодените имињата на политичарите во Македонија кои стојат зад коцкарскиот бизнис, односно кои го поддржуваат. Да, Еве ве молам во оваа пригода да откриеме барем едно име. Тоа е тачно, така сме се изјасниле пред една недела и може и повише, али се спремаме и имамо екипа на терен што работи и што се бави со овие работи. Ние ќе објавиме од најмалите, ќе почнеме од играчите што играат во казината, сите објекти што се дале тие собствениците на објектите што ги дале под кирија и стигнуваме до газдите што ги организираат игрите на среќа од обложувалниците и казината. Па ќе стигнеме до политика. Све што е умешано во ова ќе бидат со име и презиме објавине преку сите медиуми во Македонија. Ги најавивте и политичарите, а сега велите последни ќе бидат во низата, зошто ги штедите? Не штедиме никого и нема да амнестираме никого во овој случај. Сите ќе ги објавиме, али треба прво да се дојдеме до тачни информации. Може на ова гостување да откриете барем политичка партија која најмногу ги поддржува? Не, уште нема, мислим, во нашите органи има, али да се донесе таа одлука, ќе бидеме преко, мислим, да дојдеме до тачни информации, да не некого да го земаме нашија без разлог. Кој го прави тоа истражување? Велите истражувате се, сакате да биде релевантно и точно тоа што ќе го објавите? Да, тачно е тоа. Имаме од функционерите што работат во институциите во државата, што се волонтери кај нас, и луѓе што се волонтери во нашата екипа во движењето Антикоцкање. Тие луѓе работат скришно? Некој стришно, или некој стришно, некој јавно, али ќе дојдеме до тачни информации. Затоа сите ќе ги објавиме. Нема никога да амнестираме овој случај. Во ситуација кога зборуваме за бизнес во кој се вртат многу пари, а вие на некој начин се спротивставувате, ќе одиме со ред и со вашите барања, имате закани? Има, али има и одбрана од државата, зашто имамо гаранции од државата, зашто ние немамо приватно со никого ништо. Ние барамо закон, ние имамо работа со властот едноставно, со владава и парламентот. Ние барамо добар закон за цела држава. Ние се движењето Антикоцкање се наоѓа во цела Македонија. Ми имаме ограноци како што е главната седиште во Тетово, во сите градови во Македонија. Имаме луѓе во сите градови во Македонија и нема што да се плашиме од никого, зашто барамо закон и доброто за ова држава. Добро, ајде уште малку за политичарите. Кога ќе дојде тој момент, кога ќе објавите име на политичар кој е на власт, веројатно во Македонија, бидејќи работите во една држава најмногу зависат од власта и веројатно тоа ќе бидат некои политички моќници кои нема да бидат срекни кога ќе го чујат нивното име од движење Антикоцкање. Кога го планирате тоа да го сторите? Набрзо ќе биде, али ќе има и од не значи дека само властот е умешан во ова. Тука и опозицијата е умешана. Од сите партии, да не кажемо се, нема ни една партија што е чиста во овој случај, зашто Македонија стана една големо казино. Поплавена е цела држава со игри на среќа. Овие не носат среќа, носат несреќи. Цела Македонија пати од овие. Ние барамо да влагамо Европа, али како ќе влагамо Европа?
ако властот или опозицијата излага да ни објасни дека која држава има повише казина, ќе влага побрзо во Европа. Ако мислиме дека вака ќе влагамо во Европа, се лажем. Затоа бараме добар закон и затоа ние бараме и средба и денеска ќе објавиме и јавна покана до премиерот, мислим, Талат Џафери и министерот за финансии Фатмир Бесими, потитно да се сретнеме за новиот закон што се спрема во Министерството за финансии и ќе влага набрзо во парламент. Затоа бараме хитна средба со нив да се не законе што се спрема на 500 метра воздушна линија, него како сме се договорили и во порано бевме во средба со министерот кога беше премиерот Зоран Заев, дека ќе се затварат од убиството што се случи во Визбек, ќе донесеме одлука за затварање на сите спортски обложувалници и казина и потоа да се носи еден добар закон за сите во Македонија. Да, ајде да тргнеме со ред. Велите Македонија за жал стане една голема коцкарница, односно балкански Лас Вегас, бидејќи голем број на казина и на обложувалници функционираат на територијата на државата, за разлика од еден податок што и мене ме изненади, дека например во соседна Албанија и во соседно Косово сите казина и обложувалници се сосема затворени. Да, сите се затворени. Од кога е тоа така? Има скоро 2 години. 2 години и више. Како можат сега албанците или граѓаните на соседно Косово да издржат без тој национален спорт и таму беа многу навлечени на обложување на коцка? Значи, ако се сака, се може. Што прават се луѓето? Доаѓаат овде да се коцкаат и да се обложуваат? Или сите што биле, сега имамо ние информации, сите тие што биле со газиве што биле во Косово и Албанија, и во Грчка исто се случи, и Грчка нема, мислим, забрането е коцкање, и во Турска, и сите тие големи гази дошле во Македонија. Значи, не ова од нашиве луѓе што се жители на Македонија. Жителите на Македонија се последна рупа, едноставно да се каже вака. А сите овие казина и спортски обложалници се од надвор. Не можеме ние да бидеме едно големо казино, кој им дава право и на властот и на сите вака да неодговорно да се пред народот едноставно да се понашат. Така, она што паѓа во очи и што е лесно видливо е дека кога ќе се помине покрај обложувалница, внатре се седнати и многу млади луѓе кои се од мали нозе навлечени на обложување, на уплаќање ливче, и тоа почнува веројатно ливче по ливче и помала сума по помала, но знаеме сите по некоја коцкарска судбина колку тоа може трагично да изгледа. Мене она што ми падна во очи е на еден голем верски празник, кога буквално ништо во државата не работеше. Освен бензинските пумпи се разбира, работеа само казината. Тачно е тоа. Не работеше ниту аптека, немаше дежурна аптека освен неколку во градот. Се беше затворено на најголемиот булевар, партизански одреди, освен казината светеа и во сред бел ден на голем верски празник ги привлекува на некој начин зависниците од обложување и од коцкање. Вие, вашето едно од централните барања е да се дислоцираат обложувалниците и казината од населените места. Значи во населените места да нема. Сега велите дека одите и чекор понатаму барате целосно затворање. Да. Што конкретно е сега, бидејќи во новиот закон за игри на среќа што се подготвува, предлогот е тие да бидат 500 метри подалеку од основни и од средни училишта само. Да, тачно е тоа. Затоа ние тоа не го прифаќаме. Тоа е тачно што во верските празници беа само казината отворени. Најлошото е што цело време беше цела Европа, цел свет беше блокиран со COVID-19. Освен казината. Во сите други објекти имаше COVID-19, само во казината нема. Ни едно казино не беше затворено. Не беше забрането да се собират луѓе. Сите млади луѓе во цело време, кога беа сите кафаниве затворени,
само казината и спортските обложалници беа отворени. И од тука треба да ваѓамо едно одлука едноставно. Како може тоа властот вака да функционира? Како може овие да не ги види, да не ги гледа? Кои им, тие сами им дават тие лиценци на... Зашто овие не се на казина и спортски обложувалници не се дава лиценца од... Но лиценците чинат многу пари. Една лиценца за казино имено е 600.000 евра, Да. а за обложувалница 105.000 евра. За апарат клубови околу 80.000 евра. За период од 6 години. Суми од кои боли глава на вистина и суми од кои се полни буџетот. Зошто државата би се откажала од овие суми кои го полнат буџетот за да може да функционира нормално? Асоциацијата на што ги поддржава овие спортските игри, овие валкани игри, излезе со изјава дека за една година имаат добивка над 500 милиона евра. Што не е тачно, таа цифра е половина, тоа е... Јас и во официјалните бројки кога се подготвував за темата видов дека 480 милиони евра бил прометот минатата година на сите лиценцирани клубови на игри на среќа и обложувалници. Над милиарда евра е тоа цифрата. Тоа е лажна цифра се дава. Не можат тие во Македонија да организираат валкани игри едноставно. Во сите тие во своите одлуки се изјави имаат во сите казина треба да има по еден психолог. Многу смешно е тоа. Како може во казината да има психолог за оздравување на тие болните луѓе што се болни за... Кој вели дека треба да има психолог? Асоциацијата на казината и спортските обложувалници. Како во детските градинки и во училишта? Да. Има нивна изјава е дека ако се оддалечат од школото, тие ќе бидат принудени да ги затварат. Да, и во таа индустрија, еве да дополнам, во обложувалниците се вработени повеќе од 7000 луѓе, околу 8000 луѓе им се заканува работното место ако тие бидат дислоцирани и бидат принудени да затворат. Денеска може да се и 10.000. Ми ако продолжуваме вака ќе бидат и 15.000. Ние ќе бидеме тогаш погрешно сме го смениле името на државата. Требаше да се стае едно големо казино и готово, да немаме проблеми со никого. Зашто ми бараме, овој народ бара влез во Европска унија, не бара влез во казина. Ако се мисли дека со голем број на казина ние ќе бидеме примени во Европа, уште еднаш ќе се лажат. Се лажат зашто ние се враќаме назад. Кај ние младината денеска, сваки ден од сите градови во цела држава се празни. Зашто се празни? Од овие валкани работи. Добро, велите не може надлежните да не забележат, паѓа во очи и тоа што порано, например, по големите улици во центарот на градот имаше дуќани за кои продаваа козметика, облека, храна, пекарници, аптеки, книжарници. Сега секој втор објект е или обложувалница или казино. Нема друго Ако продолжиме вака на централните локации во сите поголеми градови. Сите, да. Се клубови за игри на среќа. Ако продолжиме вака, ние свака куќа ќе биде. Добро, зошто државата би се откажала од голем приход? Што велат надлежните? Велите, одите кај министерот за финансии, одите кај политичарите и кога зборувате за тие вртоглави бројки кои се вртат во бизнисот и за кои секако се плаќа данок и се полни државната каса. Значи, ако еве ќе си дозволам да ја земам мојата математика, бројките што ги открив за точни, 480 милиони евра годишно се вртат во тој бизнис. Данокот би изнесувал речиси 100 милиони или околу 100 милиони евра за државниот буџет влегуваат од игрите на среќа. Зошто државата да ги затвори клубовите и да остане без 100 милиони евра? Зошто да остави 10.000 луѓе без работа? Државата не останува без тие 100 милиони, зашто тие 100 милиона ќе бидат во џеповите на граѓаните. Нема да тие пари да идат надвор, нема да избегат од државата. Вака со ова голем хаос што се случува во нашата држава, тие пари излегуваат надвор.
пред месец и нешто имаше една, мислим, информација и беше објавена во вашите сите медиуми дека 55 милиони се перат во Македонија, во казината и во спортските обложалници. Кои се тие пари? Кој одговара за тие пари? Како може да се објави дека се перат пари во казината и спортските обложувалници, а никој да не сноси одговорност за тоа и да одговара за тие работи? Затоа ние бараме законот да биде на интерес на народот, а не да се оплячка народот. Тука се плячка народот со овие. Не може ти сите им даваме некоја паре за деца во школа, тие деца завршуваат во спортска обложувалница и казина. Почнуваат со 30 денара, 50 денара, али завршуваат во најлошото како што се случи во Визбек, убиството што се. И ние сега треба сите со барам да се донесе еден закон за деца да не може да влагат во тие Па има закон, објекти. малолетни не функционира. Добро, Како може не да се применува како многу закони во Македонија. Имамо ние да доставено до премиерот слики што смо правиле ние по казината, влагал татко со татко, мајка и дете од 5 години и дете во колица, едногодишно дете. Игра фамилиарно се игра. Ако нема да бидат во градовите и да бидат во нашите куќи, нема шанса тие да така да влагат да играт. Ние не сме против тие играчи што ќе го пали колата и ќе игра. Нека играат тоа. Вие сте наставник, учител сте по образование. Да. Зошто се занимавате, зошто влеговте вака ентузијастички во ова движење антикоцкање? Имате некој член на вашето семејство, некој близок што заглавил со коцката или чисто од кои побуди? Ако може да споделите во оваа пригода некоја интересна коцкарска судбина, односно тие се не би рекол интересни, него тажна и навистина проблематична. Имаме многу случаи што доаѓаат луѓето ни кажуваат, мислим, се жалат за семејствата што пропаѓаат. Од голем газда станал уличар едноставно, станал на улица, станал бездомник. Има многу случаи тоа. Ние немаме случаи во фамилијата, во семејството така. За среќа? За среќа. И нашето излагање беше поради едно големо казино, најголемото казино во Македонија, што се спремаше во нашата населба да се отвори, во Мала Речица, кај Тетовскиот универзитет. Тоа е едно 50 метра до школото, средна школа медицина, тука земјоделското школо, Тетовскиот универзитет и основни школи, има околу 2-3 школи. Ние и тогаш смо изјавиле дека тука е почетокот, нашиот почеток, и успеавме тоа казино да го затвориме. Тоа беше 3 спрата казино, над 600 апарати имаше во неа, беше спремна за отварање и едноставно тоа не се отвори, успеавме тоа да го затвориме. Отиде на друга локација или? Не, тоа се затвори комплет, не на друга локација. После тоа има отворено уште повише казина, али во таа населба нема отворено ни едно казино. Ние се чудимо и со Штуловиот универзитет, на самата врата е, нема ни метар. Тоа е на самата врата на Штуловиот универзитет е едно големо казино. Постои сега? Постои да работи. Како може органите да не реагират? Во сите основни школи, сите средни школи, пред вративе на школите имамо по едно или 2 казино, една спортска обложувалница, едно казино. Во Македонија сите овие што пишуваат казина, овие се лажни фирми, зашто овие се слот клубови, така вели министерот на финансии, поранешниот министер Драган Тевдовски, дека во Македонија има 3 казина. Ние не гледаме дека има 3 казина, дека у Македонија има над 400 казино цела држава. Он изјави дека се овие слот клубови. Добро, колку вкупно обложувалници има? Обложувалници има над 1000 во цела држава. Повеќе 1000 обложувалници, реков се 400 казина. Да, и колку слот клубови или тука спаѓаат и сите тие, па овие не се казина, али пишува надвор казино. Ако е законски, не може да пишува бурекчија, а
да продава аптека, лекови. Лекови. Затоа барамо ми е да се затварат. Има значи и законска основа за да може да се затварат сите. Ние сме имале средба од председателот до сите партии, сите лидери на партиите. Од сите имаме поддршка од председателот, почнувајќи до последниот најмалата партија што е во Македонија. Ама само декларативно, каква поддршка имате кога ништо не се менува на терен? Освен господинот Мицковски што не најде време и не пристај да се сретнемо ние, да се договараме и да има една изјава од него. Сите другите лидери имат јавна изјава дека ќе се бориме заедно против ово лошо. Едноставно сите изјавија. И накрај само останеа само зборови. Ние не барамо зборови, ние барамо да се државата и властот да донесе одлука. Не може 5 години се бориме со законот, 5 години не успева законот да влага во парламентот. Затоа бараме од Талат Џафери итна средба за да можеме и министерот Фатмир Бесими, за да можеме да донесеме една одлука заедно. Не може вака да седиме ние. Да, законот е блокиран уште на почетокот на годината со образложение, нели се крена прашина дека владеачката ДУИ сака да направи уште една електронска лотарија, видео лотарија, заедно со државната, да има и една своја партиска во која парите би се слевале. Можеби е тоа кочницата и проблемот? Не, немаме ми такви информации. Ние мисливме дека лотаријата на државата и казината се противници, а тие беа заедно, тие беа ортаци. Ние кога бевме во парламент на јавна расправа за законот, ми мисливме дека се тие едноставно конкуренти, а тие беа ортаци во тоа. И сите обложувалници се под услов ако најмало треба да има 6 апарати, а некои имат и по 10 апарати. И што е најлошото во спортските обложувалници што влагат и децава, не се везани со УЈП, тие се паушал плаќат на апарат под 2000 денара. Како може тоа да плаќат тие 2000 денара на апарат? Добро, бидејќи го следите работите одблиску и разговарате и со политичарите, велите имате декларативна поддршка од сите, освен од лидерот на ВМРО Мицковски. Колку сте запознати со тоа дека државната лотарија на почетокот на годината објави јавен повик за доделување на договор за заедничко вложување во ново трговско друштво? Претходно ДУИ побара преку еден од своите пратеници автентично толкување за да се заобиколи донесувањето на тој закон и да може да се отвори уште една електронска лотарија? Имаше тоа, али тоа нема шанса да се... Тоа го поддржувате вие? Не сме, ние сме против тоа, нема шанса да се отвори тоа и да влага друга компанија. Мало ние ова па уште една компанија ни фали овде во ова држава. Тогаш сите куќи треба да ги направиме ние спортски вложувалници и казина и ова нека стане едно мал... Тогаш најдобро е по примерот на Албанија и Косово да ги затвориме и ние сите. Па затоа бараме ние сите да се затварат, па после да се донесе еден закон, да има услови од хотели што се од 5 звезди, како во Албанија и денеска еве не се отворени, се зборува дека се брзо ќе почнуваат да отварат некои казина, али под услов да бидат најмало 5 хотел со 5 звезди и жители на државата од Албанија да не може да влагат во тие. Него тоа да биде само за странци и за туризмот. Господине Мурлај, за крај рековте, сите познаваме по некоја трагична коцкарска судбина во која се изгубени цели семејства, цели имоти, продадени станови, останали луѓе на улица. Имате ли некоја конкретно да споделите вака без име да спомнеме нешто што навистина ве допрело како за крај? Имамо, зашто еден ги земал сите злато што имало во дома, едно мало дете, тоа од 17 години, и ги украл едноставно. Тој во своја куќа не се краде, се зема и ги трошил се во казино. И не успеа државата тие злата што
што ги потроши во казина да ги врати на семејството. Значи, уништување на семејствата има колку сакаш. Слушав пред некој ден изјава од министерот за економија дека верските објекти трошат повеќе струја и треба да припазат на енергетската криза што се наоѓаме сега. Заборави да гледа дека колку спортски обложувалници и казина и во Македонија. Како може верските објекти да трошат повеќе струја него од казината и спортските обложувалници. Која може секоја казина има по 200-300 апарати унутра, а што имат црквите и џамиите. Затоа треба да се припази на тоа и министерот на економија треба да погледне што се случува во клубовите за игри на среќа, односно за игри на несреќа, како што рековте. Да се штеди струја, треба баш на тие објекти да се штеди. Кога можеше Ајфелата кула да ги изгасни светлата, зашто ние не можеме да ги изгаснеме во казина и спортски обложувалници? Јушија Мурлај, Движење антикоцкање, ви благодарам многу за овие пораки и ве чекаме во студиото на Телма да ги објавиме имињата на политичарите. Фала и од вас и кога ќе бидат сите готови, ќе ги објавиме заедно од кај вас. Ви благодарам многу. Фала и од вас.